Ако се уште има нешто во нас кое што не притиска, контролира и замолчува, прашањето е дали навистина сме слободни. Од каде е слободата и дали таа доаѓа кога светлината целосно ја исполнува темнината. Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска сум заедно со Ќамил Зекировски, кој што е пастор во Христијанската црква Блага Вест во Прилеп, и Марина Ангелеска, која е исто така од Прилеп и воедно верник во Христијанската црква Блага Вест во Република Македонија. Многу ми е драго што сме денеска заедно, па на почеток како сте и како се чувствувате? Многу пријатно, многу добро и нас ни е навистина драго што можеме да видиме во овој подкаст. Ви благодарам за поканата, Ана. Супер. Марина, Му како благодариме си ти? на Бога за ова заедништво, зашто каде се двајца и тројца собрани во наше име, во Негово име, таму и Бог. Денеска ќе зборуваме на тема меѓу слободата и потиснатоста. Па за почеток сакам да ве прашам како вие, Ќамил, станавте пастор во Христијанската црква Блага Вест во Прилеп? Може ли да ни споделите? Сигурно. Како станав пастор? Интересна работа. Пастор не се станува, туку пасторската служба е поставена од Господ Исус Христос според Ефесјаните, 4 глава 11 стих. И таму вели Библијата дека Исус Христос беше воздигнат и тој постави служба пастор. Претежно јас бев во Евангелска црква. Таму Господ прати еден човек, Гордон, кој што беше од Божја црква, сега тој е починат. И фала му на Бога, тој ми кажа дека треба да дојде кај мене и да разговара со мене и со моето семејство. И Бог му даде збор, дека тој ме повикува, дека Господ ме повикува, ме прави тенк, дека јас ќе влезам во шума. И дека во шумата ќе биде многу тешко, затоа што има многу дрвја, и ми кажа дека дрвата ќе паднат, затоа што не даваат плод, и јас ќе преминам на другата страна. И така една вечер, ова кога се кажа, ова кога се пророкуваше преку Гордон, после 8 години ми се јави епископ Константин, кој што сега е мојот духовен татко, ми се јави на телефон, затоа што тој беше на молитва во едно посебно место и Господ му кажа дека треба да го повикаш Ќамил и да го ракоположиш Ќамил за пастор во Прилеп. Господ му прозбори, тој ми се јави на телефон и ми кажа дека Господ те повикува да бидеш пастор во Христијанска црква Блага Вест во Прилеп. Како го прифативте тоа? Па јас го прифатив со радост. Првото одбијав, му кажав дека треба да го прашам Бог, не можам веднаш да дадам одговор, да го прифатам тоа, затоа што чекав одговор дали е Божјата волја јас да бидам пастор, дали Бог ме повикува да бидам пастор или сум поставен од човек. Так. Бидејќи не може пасторот да биде поставен од човек, мора да биде поставен од Бога. Така да Бог ми даде едно пророштво, исто така ми даде пророштво преку епископот Константин Кајшаров и Бог, халелуја, го прати да ме ракоположи преку Светиот Дух, затоа што Светиот Дух тоа го кажа, преку епископ Константин Кајшаров, преку епископ Милена и преку Џонатан Августин. Господ ме постави да служам во Прилеп. Значи тој е од Господ Исус Христос, не може да биде поставен од човек. Сте имале потврда. Да. Така, спомнавте дека сте биле во Евангелската црква претходно, па може ли да направите една паралела? Како е таму, како е тука служењето? Има ли нешто поразлично? Па да, морам да ја кажам вистината, бидејќи во Христијанска црква Блага Вест во Република Македонија, каде што служи нашиот духовен татко и епископ Константин Кајшаров, се водат семинари, се зборува за проклества, се зборува за магии и така натаму, но за разлика во Евангелска црква такви работи не се зборува. Така да луѓето, навистина според Библијата, според Стариот и Новиот Завет, луѓето живеат во проклества, луѓето живеат со магии, но не знат, така да разликата е што Светиот Дух е даден, е пратен на црквата со духовните дарови за да се манифестира и да се откријат делата на ѓаволот. Така да многу
христијани, кои што се нарекуваат христијани, не дозволуваат Светиот Дух да се манифестира преку даровите на мудрост, преку даровите на знаење и така натаму, како што ги дава Светиот Дух. Но за разлика од христијанска црква Блага Вест, во другите христијански цркви или во евангелска црква не се зборува за проклетство. Не се прават семинари или не се прават и целителни богослужби и така натаму, но во христијанска црква Блага Вест се практикува такви работи затоа што тоа е пораката од Господ Исус Христос да се проповеда словото Господово, да се научат луѓето, да се крштеват во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, да го јадат телото на Господа Исуса Христа и ако има некоја болест да се стават раце и тие да бидат исцелени во името на Исус и во крвта на Исус. Ти си ром под националност. Да. Дали претходно тоа те правеше ранлив и постојано на удар од страна на луѓето? Па да. Претежно луѓето гледат на лице, не гледат во срцето. Да, не гледат во срцево, но фала му на Бога, нашиот епископ Константин Кашаров го разбира помазанието на Светиот Дух, го разбира срцето на Господ Исус Христос и тој ме постави во служба и тој ми го каже ова како порака. Не само да работиш со роми, туку треба да работиш со сите нации. Затоа Исус вели дојдете сите кај мене. Значи ги повикува сите нации, албанци, турци, роми и така натаму. Ми беше непријатно затоа што сум ром да зборувам помеѓу македонци, да зборувам помеѓу албанци и така натаму, но сега фала му на Бога, Бог го страни тоа, ме ослободи преку пораките, преку советите од епископ Константин Кашаров, преку помазанието на Светиот Дух и сега носам слобода. Носам и сега слобода. Се е променето. Се е променето. Слава на Бога. На неколку наврати го спомнувате епископ Константин Кашаров. Како би го опишале? Какво е твоето мислење за него? Па, предходно сум гледал негови видеа во YouTube каналот, како Господ го користи, неговите проповеди се поразлични, зборува за спасение, за исцеление, зборува за духовните дарови, макар што во другите цркви не се зборува такви работи. И јас можам да го видам како апостол Петар, кој што беше повикан стриктно од Господ Исус Христос, макар што се сомневаја дури апостолите кои што биле со Господ Исус Христос, се сомневале дали на вистина Господ Исус Христос му се јави или тој така му се причинило. Но тоа не беше така. Господ му се јави, Господ го повика и Господ го повика со чуда. И тој зборува работи што дури апостолите не ги разбирале, бидејќи растел при нозете на Гамалил, го познавал Стариот Завет, како што сега нели го зборува тоа Петар, вика Павле знае работи неутврдените во верата, значи тие што не го познаваат Стариот Завет, можат да се соблазнат или да не го разбираат Светото Писмо. Така да и епископ Константин нешто поразлично Господ делува во него, можам да го видам како Павле, во таа смисла како Павле, а јас како Тимотеј кој што ме советува да гледам на Господ Исус Христос. Си обучуван од негова страна, на што те учи? Ме учи да бидам издржлив, да гледам на Господ Исус Христос и да ја завршам мисијата каде што Бог ме постави да служам, да му бидам верен на Бога. Многу убаво. Кој се противи и зашто на служењето на Светиот Дух и благодата која го практично споделува епископ Константин Кашаров и на кое што практично и тебе те учи? Да. Па види вака, од самиот почеток кога Бог го повика Павле, кога Павле го избра, тука биле апостолите против Павле. Исто така биле христијаните кои што биле исцелени од Господ Исус Христос, биле повикани во служба. Тоа исто се случува со црквите, протестантските цркви кои што не дозволуваат Светиот Дух да се манифестира, не зборувам критички, но зборувам вистината и така натаму. Исто така, нели Павле вели дека тие беа помеѓу нас, но сега не се од нас. Значи јас кога бев поставен во служба, луѓе кои што верувале, кои што биле во црквата 20-30 години, кога Господ преку Светиот Дух се манифестираше преку исцеленија, да се исцелуваат тие кои што имаат проблеми со мигрени, убиствени мисли и така натаму, тие се чудеа како може вакви работи да се случуваат, бидејќи многу малку го разбирале присуството на Светиот Дух или манифестацијата на Светиот Дух. И така натаму. Така. Дали вршите во црквата, практично во христијанската црква Блага Вест, ослободување од демони? Па да.
претежно не ги разбирав работите, додека бев во евангелска црква, ги гледав, но не ги разбирав, нели не ги вкусив во моја кожа, затоа што знаев дека Светиот Дух е во мене, но не разбирав дека Светиот Дух се манифестира преку духовните дарови. Кога тоа го видов прв пат, епископот Константин ме покани на еден семинар каде што се ослободуваја луѓе кои што биле нападнати од демони. И јас за прв пат тоа го видов како луѓето нели се исцелуваат, демони излегуваат и така натаму. И потоа бев помазан, бев допрен од Светиот Дух преку епископ Константин Качаров, и кога се вратив назад во служба, Господ почна и мене да ми употребува, така. Да ми помога да ги разбирам тие работи, и се случува луѓето демоните да викаат преку луѓето, го користат нивниот глас и така натаму, и тие викаат, пискат, овие се плашат, но Господ прави чудо. Алелуја. Би сакала да ја прашам Марина, дали знаеш дека постојат демони? Демони, да. Демоните не се измислени ликови од приказните. Демоните се реалност кои постојат и денес. Многу луѓе не мислат дека демоните постојат. Тие мислат дека се дел од митолошките приказни. Меѓутоа не разбираат дека тие се интелигентни и интелигентни битија што немаат тело, значи се безтелесни, но имаат волја да служат, да бидат во служба на сатаната или ѓаволот, кој порано беше ангел на светлината и се побунтува против Бог, и поради тоа падна од Божјата слава и стана автор на гревот. За жал, многу верници кои велат дека не постојат демони, го подгазуваат Исусовото служење, иако претходно велат дека веруваат во Исус. Си имала искуство да ти измачува демон? Некоја ноќно угнетување од демон? Да. Самиот збор ноќно угнетување не упатува како демон на ноќта, бидејќи тој демон има манифестација на зло, посебно во вечерните часови. Јас лично сум го осетила на моја кожа, и тоа во одреден временски интервал околу 2 до 3 часот. Значи, тој демон сакаше да ја угнетува мојата душа и тело, меѓутоа не можеше да го угнетува духот, бидејќи мојот дух беше во синхрон со Светиот Дух, па бев приморана духовно да војувам во ноќните часови, да го спроведувам авторитетот што ни го даде и власта во името на Господ Исус Христос, да станам духовен војник, и за да се ослободам од тој дух што сакаше што ми носеше тага во вечерните часови, зашто обично во вечерните часови знаете како бојно поле умот. Тука се водат најголемите битки. Кога ти се размислиш, ти носи чувство на тага, сака да те повредува, да ти прави лоши мисли, ти се лоши мисли, меѓутоа беше угнетувано понекогаш и манифестации видливи имаше на моето тело, се појавуваја модринки, што јас не беа сватливи за мене, меѓутоа на крајот победата ја има стално Исус Христос преку силата на Светиот Дух. А како откри дека ти измачуваат демони? Тоа беше, јас можам да го опишам како метафора на внатрешна борба. Например, демоните не можат да ви се појават како цртаните филмови со рогови, со црвена опашка и со жезло. Тие се појавуваат како манифестација на зло преку плодовите што ги даваат, деструктивни плодови. Ако Светиот Дух ни дава конструктивни плодови на мир, љубов, самоконтрола, спротивни се неговите плодови, даваат чувство на негативни мисли, значи по плодовите, што сака да направат разурнување, значи често појава на негативни мисли кои што не можеш да ги контролираш. Ја исто така необјаснив страв, најголемо оружје на демоните се стравот. Да наметне страв. Да наметне, страв или анксиозност, таков вид на страв, што те оддалечува од Божјата љубов и едноставно ја парализира и душата и те прави
Како тоа се манифестираше кај тебе? Чувствуваше таков страв? Те оддалечуваше од... Да, чувствував постојан страв дека нешто лошо ќе се случи, страв од неизвестност, исто така панични напади. Мојот живот немаше многу голем напредок, иако се потпирав на сопствениот труд, никаде немаше просперитет. Значи, циклусот неуспеси, кои што се повторуваја постепено, чувство за изолација, за самотија и безволност и немање волја на живот, за живот. Така. Може ли да раскажеш на кратко за средбата која што ја имаше со епископ Константин Кајшаров и како тогаш почнале да реагираат духовите, демоните практично низ тебе? Па вака, Јас знам, за тоа ја напоменувам да споделиш. Така, искуство. Бидејќи сум се соочувала јас со такви ситуации, имав поттик да појдам до црквата на благодатта. Имав претходно повик за трансформација каде што Светиот Дух точно ме однесе на вистинскиот перон, каде што треба да излезам на вистинскиот пат за да го запознам епископ Константин Кајшаров. Инаку сум била сведок на голем број исцелителни служби и сведоштва гледав преку YouTube каналот од претходните верници каде што доживееле ослободување и исцеление, и тоа јаки сведоштва. И тоа ме инспирирало да одам и да го барам епископ Константин Кајшаров и присуствував исто така на големи исцелителни служби во хотел Континентал, каде што исцелително помазание се излеваше, се кршеа проклетства и маги во името на Господ Исус Христос. Многу луѓе и верници се ослободуваја од различни видови на болести. Значи, немаше од каде што немаше собрано народ. Имаше од Бугарија, имаше од Грција, знам, имаше од повеќе земји дојдено, значи, каде што преку силата на Светиот Дух и Словото, кога пасторот положи раци да се моли за мене, го осетив Божјото присуство, тој повик истиот глас го осетив кај пасторот, што ме ослободи и ме исцели. Дали луѓето ти смеваат за ова, нели, што си го поминала, бидејќи ти знаеш да го споделиш, нели, и со другите? Како реагираат еве кога им кажуваш? Видете, нормално е кога сведочиш за Христос да наидиш на предизвици, меѓутоа секој еден верник што го носи Христос во срцето не може лошо да зборни за тебе, или те исмејуваат оние луѓе кои не го познаваат вистинскиот Бог и често пати бев исмејувана, омаловажувана, бев оговарана и доживеав една сезона на бура од клевети, лажни озборувања, така да не му замервам зашто многу ретко луѓето имаат духовни очи. Самата сатана сака демоните да ги држат во заблуда луѓето за да не можат да ја откријат вистината која што ја ослободува, зашто јас на голем број семинари научив од нашиот епископ дека не те ослободува религијата, традицијата и ритуалите, те ослободува Божјата љубов, што неизмерно се излева во твоето срце преку силата на Светиот Дух. Така да, значи лесно тоа го поминував. Бог тука беше утешителот кога се водеа најголемите битки и самиот Христос кажа: блажени се тие што ве навредуваат поради моето свето име. Значи, често ги Светиот Дух ги бришеше солзите од моите очи, ја зацелуваше раната на моето срце и ми даде духовно да пораснам и ми стави печат во срцето, ме повика, ме пресретна, тоа е многу голем благослов и ми стави во срцето печат дека сум Божјо дете, возљубено, негово дете, и ми даде сила да ги надминам сите бури во мојот живот. Така, убаво.
Пастор Ќамил, Библијата вели дека Бог е ист вчера, денес и довека и чудата што ги прави и денеска. Дали Бог прави исцелувања, чуда и денеска во црквата и дали имате некое искуство да ни споделите? Па да, според Евангелието на Марко, 16 глава, таму 14, 15, 16 стих вели дека треба да одиме да го проповедаме Евангелието и луѓето што ќе поверуваат во Господ Исус Христос, нели, да дадат завет да се крштеваат во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, и потоа вели Исус дека знаците на тие што ќе поверуваат ќе бидат овие: во мое име, вика, ќе гонат демони, ќе зборуваат нови јазици, ќе стават раце врз болните и ќе бидат исцелени. Така да, овој стих го читав многу години, некаде 20 години, не го разбирав. Но кога дојдов во христијанска црква Блага Вест, ова почнав да го разбирам и тоа сум го вишол со моите очи, како Господ се манифестира преку Светиот Дух и како го користи епископ Константин Кешаров. И кога јас проповедав во Прилеп, во христијанска црква Блага Вест Прилеп, додека проповедав, луѓето излегуваја напред, го прифаќа Исус, ја става в раце и паѓаја, излегуваја демони. И така натаму, и тоа прв пат го видов и разбрав дека тоа што го пишува Словото Божјо, нели, го исполнува, тоа е живо слово, затоа што е дадено од Господ Исус Христос и овластено. Затоа Исус вели: ви давам власт да газите на змии, на скорпи, нели, да ставате раце на болни луѓе и тие да бидат исцелени и демони да бркат. И тоа прв пат, да, се случува такви работи, луѓе се исцелуваат од мигрени, луѓе се исцелуваат од самоубиствени мисли, имаат дух на смрт, луѓе се исцелија од тумори и така натаму, значи тоа го прави Господ Исус Христос. Халелуја, преку Светиот Дух. Така, сакам Марина да ја прашам, после сведоштвото, како живееш сега, како верата во Бога ти помогна да излезеш, нели, од тој страв и ете, сега растеретено и ослободено да продолжиш да живееш. Така. Сега живеам сосем поинаков живот Од претходно. од претходно, преку верата во Господ Исус Христос. Верата пред се е дар од Бога. И спасена сум по сега живеам нов живот, трансформиран по Божја благодат. Чекорам победнички, од победа во победа, од благодат во благодат. И имам еден нов идентитет, Христов идентитет, како возлюбено Божјо чедо. И ослободена, живеам живот во благослов и верата ми помогна да ги надминам сите тие проблеми што ги имав во животот. И таа е огромна сила која што го трансформира целосно од корен мојот живот и го претвори од проклетство во благослов. Ние сме тие што самите бираме по кој пат ќе одиме. Дали ќе одиме под лошиот пат, дали ќе одбериме проклетство или ќе одбериме благослов во нашиот живот. Силата на сведочењето, сакам да кажам дека сведоштвото е голема сила, е светлина во темнина. Преку сведочењето има цел, јасна цел, Христос да се прослави преку нас и да ја разбија темнината, да допри многу срца кои што треба да се исцелат, значи, и тука се мери верата, силата на верата и верноста спрема Христос. Многу луѓе се страмат да излезат јавно да зборуваат за нашиот Спасител, али во самата Библија пишува: ако вие се страмите, тогаш со доаѓањето нашиот Господ Исус Христос ќе се страми од нив. Така да, голем благослов е јавно да сведочиш за Божјата љубов. Ништо нема поубаво од тоа. Пастор Ќамил, ви зборува Бог? Ви дава откровенија? Па да. Често пати кога се молам, кога читам Библија и така натаму, Бог ми дава откровение преку Светиот Дух, како да застанам без да се плашам, без да се страмам и која проповед да изнесам. И така да многу работи научев и од книгите на епископ Константин Кешаров, разорнување, нели, на упоришта, разрешување на проклетства и така натаму. Стани гледач. Господ ми даде таква јасна слика да ги повикувам луѓето во името на Исус,
да ги повикувам луѓето кон Господ Исус Христос со отворено срце и тие да дозволат да бидат исцелени. Бидејќи, знаете, кога луѓето се во црква 15-20 години, се срамат да ги кажат своите болести. И така да, кога пееме, кога славиме, пееме духовни песни од епископ Константин Кешаров, славам, обожавам и Господ ми дава да видам некој има проблем со лакто, некој има проблем со колено, некој има проблем со глава и така натаму. Бог ми дава откровение, Бог ми зборува, викам некој има проблем со глата. Ако го боли, нека излези, ќе се молам, Господ ќе го исцели. Ако некој има проблем со лактото, ќе се молам. И така Бог ми зборува, ми дава откровение да видам за негова слава. Какво откровение ви има дадено за стихот од Евреите 10, 16, 18? Па вака, можеме да го парафразираме и да споделите? Бог вели дека во последно време ќе даде ново срце и нов дух. Што значи дека тие скаменети срца, нели помеѓу незнабожците, бидејќи Бог го избра Израел или го одбра Аврам, го повика Аврам првиот евреин според Библијата, да биде светлина за другите народи. И затоа Бог му вели: излези и од тебе ќе направам голем народ. И евреите биле светлина за другите незнабожци. Значи, според Библијата имаме две етнички групи, имаме Израел, имаме незнабожци. Но ете, Бог направи план и незнабожците да ги спаси заради неговата милост, од кого произлегува љубов, и заради благодатта на Господ Исус Христос. И затоа Бог пророкува дека ќе даде ново срце и ќе даде нов дух. Тоа значи дека не истото срце, дека како што зборува нели книгата на пророкот Еремија, дека Бог ќе даде ново срце, ќе го земе тоа камено срце, ќе стави меснато срце за да може Бог да работи и ќе даде нов дух. И затоа верата доаѓа преку слушање на Божјото слово. Слава на Господ Исус Христос, преку слушање на Божјото слово. Што значи дека сега во Исуса Христа секој има пристап да го запознае Бог и Бог да го нарече свој татко, да го нарече Ава. Затоа е многу важно да се прифати Господ Исус Христос, бидејќи Господ ги зеде врз себе си и болестите, и проклествата, врз себе го зеде законот, нели Бог му даде закон на Израелот преку Мојсей, и тие морале да принесуваат жртви така натаму заради нивните гревови, но сега Исус се принесе еднаш и за секојаш како курбан за целото човештво. Затоа Исус вели: дојдете кај мене сите. Тој ги повикува и албанците, и турците, и ромите, и македонците, сите да дојдат, сите нации да дојдат кај Господ Исус Христос, и Исус да му даде лесен јарем, да му даде мир, да му даде исцеление и спасение за нивната душа. Така, значи нема потреба повеќе да се носат дарови, бидејќи дарот, жртвеното јагне е дадено еднаш за секогаш и се исплатени гревовите. Тоа е Исус. Да. Така, дали имаме нешто да додадеме за крај и веќе да привршуваме? Од ваша страна? Па да, би било добро да го запознат сите Господ Исус Христос, да ја читаат Библијата, и да му даде Бог откровение да разберат, бидејќи ако го прифатат, било и каква болест да е во нивното тело, или ако имаат некоја душевна болка, аксиозност, депресија, немир, ако има гнев, лутин и омрази, ние веруваме во името на Исус дека ќе бидат исцелени, дека ќе бидат допрени, ќе бидат ослободени, и што е многу важно, нивната душа ќе биде спасена и името ќе биде запишано во книгата на животот. Така, убаво. Јас за крај би додала: каде е Господовиот дух, таму е слободата. Не робство, не страф, не потиснатост. Довидување до следниот клуч.